топ тема, добро вечер. Каков председател е потребен на Македонија? Може ли некој да ја наруши досега вообичаената доминација во смената во Вила Водно на кандидатите поддржани од двете најголеми партии? Зошто до граѓански потпис се стига само со партиски грб? За мотивите и плановите за председателската кандидатура вечерва во топ тема интервју со председателскиот кандидат и председател на ГРОМ Стефчо Јакимовски. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Добро вечер, добро ве најдов. Ова е наша одлука вака неформално пред официјалниот старт на кампањата и потврдувањето на кандидатурите. За прв пат сум на интервју. Не сте после. Значи, активно се бавам со политика од 2000 година, ова е прв мој настап. Бевте во кампања на локални. Тоа заедно со други, меѓутоа интервју за прв пат. Добре дојдовте сепак. Добре најдов. Оваа бела коса и бела брада, меѓу другото, покажуваат дека зад себе имам доволно искуство за највисоката функција во државата. Тоа некако остана како една запамтена реченица од онаа кратка изјава кога ја најавивте кандидатурата. И ако треба да ја продолжите ова низа на себе промоција во уште 1-2 минути, што ви кажале? Па секако дека не би ги промовирал другите кандидати. Знаете, ние имавме и носители на врвни функции на 29 години, на 30 години. Јас морам да кажам дека резултатите кои што ги имам зад себе не само во делот на политиката на извршување на јавни функции, туку и како менаџер. Предпријатието кој јас сум го водел беше меѓу првите 200 мали предпријатија во Република Македонија. Значи, резултатите кои што се постигнати, искуството е, едукацијата. Јас сум се школувал за политичар уште во Титово време. Со политика се бавам од 85 година, па нааму преку председателството на младина на... Така ви почнува кариерата. Југославија, да, така и ми почнува кариерата, па потоа како приватен стопанственик, па како директор во општествено предпријатие. И морам да кажам дека имаше периоди јас кога бев многу попопуларен од ова што сум сега, меѓутоа ја не сум се кандидирал за оваа функција затоа што сметав дека не сум подготвен. Сега мислам дека сум подготвен за да ја обавувам највисоката државна функција, тоа е председател на Република Македонија. Што се смени во ова меѓувреме, бидејќи претходно веќе го почнавте третиот мандат како градоначалник. Четвртиот како градоначалник на Карпеш. Четвртиот мандат. Па како што се менува? Гледаме дека живееме во едно навистина тешко време. Овие 8 години покажа дека нити лесно е да се води влада, нити е лесно да се води држава и дека луѓето што доаѓаат на клучните државни позиции не се снаоѓаат во ова ситуација. Јас одговорно ќе кажам дека ковидот, например, и ова ситуација со пасошите ја покажува сета беда на нашето општество, сета наша неспособност, дека ние кој дел да фатиме, ние практично демонстрираме една крајна неспособност. Измисливме специјално јавно обвинителство. Гледате ли како се посрамотивме со специјалното јавно обвинителство? Не само пред домашна јавност, пред целата светска јавност. Како се обрука судската фела. Значи, ние практично нема потрече во општество во кое што ние не се брукаме и мислам дека општеството ни представува некое растурено клопче во кое што никој не се обидува да фати еден дел и полека да почнеме да мотаме друго клопче, односно да решаваме дел по дел од проблемите. Значи, ние имаме ситуација во која што докторите не бегаат. Имаме ситуација во која што образованието ни е на најниско ниво. Нашите универзитети се над 2000-то место во светот. Ние имаме ситуација во која што имаме сериозни безбедносни предизвици. Имаме ситуација во која што сме незадоволни од државната администрација. А која наполни оваа државна администрација? Трите најголеми партии, Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО и ДУИ. Така или не е така? Сега ако се власт, тогаш е во ред, ако се опозиција, тогаш се тие заробени институции, нефункционални. Значи, што ќе кажеме во социјалната сфера, која што исто така по уставу се дефинираме како социјална држава. Ама рековте и вие, убаво ја опишавте својата кариера, не сте ни вие од вчера. Веројатно и во кампањата, знаејќи во политичкиот менталитет, дел од вашите политички противници ќе ви реплицираат,
прошета низ многу партии, ЛДП, СДСМ, па после своја, па со својата во коалиција со ВМРО, па после сега во невидена кавга со ВМРО ДПМН. Јас сум бил министер во владата на Република Македонија во две министерства, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика. Во едното министерство бев 14 месеца, во другото бев негде 21 месец. А вие гледате дека имаме ние министри кои се по 7, по 8 години министри. И прават тешки киксови. Значи, во едно министерство е многу малце време, меѓутоа морам да ви кажам, законските решенија кои што сум ги предложил ја, дали се работи за закон за трговија, закон за туризам и гостителство, закон за предприемаштво, односно најбитниот закон во деловното работење кој што има 736 членови, тој се уште не е променен. Закон за работни односи не е променен. Закон за индустријска собственост, закон за заштита при работа, се се тоа закон за трговија, како што ви кажам. Значи се се тоа законски решенија кои што сум ги донел јас како министер во тоа мое мало, релативно мало, помалку од 3 години битисување како министер, и сите тие закони го издржале забот на времето. Да, тој период 15 ноември 2004, 28 август 2006 како министер за труд и социјална политика, а претходно само неколку месеци министер за економија, останува и она ваша изјава, која што веројатно дели на вашиот темперамент во една напната ситуација на работнички барања и протести, во која што и денеска останува при гуглање на интернет како оставштено од тој период. Не се работниците бели мечки, па да се штитат со закон. Не. Работниците не може да бидат заштитени како бели мечки. Значи, ние влеговме во капиталистичко општество. И капиталистичкото општество, заштита на работниците не е на ниво на социализам. Мора тој дел да промени, да има промени. Имам ја и уште една како многу... што се трансформираш. Ја имам уште една многу позната изјава. Тоа беше да умре во четвртокот, нема да знае дека Македонија е толку правна држава. Тогаш скокна и председател на апелационен суд и кој све не и така натаму. До денеска Македонија е ли правна држава? А не знам за да само неколку месеца после тоа, после тоа и од Стейт департментот и од Европската комисија кажуваат дека имаат сериозни проблеми со правото, и до денеска нас тоа ни е рак рана. Значи колку сум бил пред времето, оно што сум го кажал, и веројатно тоа било со исклучително добра намера. А сега кога збориме баш за работничките права и за тој закон за работни односи, тој е донесен 2005 до денеска не е променет. Знаете што значи? Тој е прв закон после социјализмот, значи имало измени и дополнување, меѓутоа комплетно нов закон со 94 таму промени колку имаше, на крајот прифатени од синдикати, пофалени од синдикати, колеги во влада и така натаму. Последната верзија на вистина не ја подготвија околу тоа, околу прогнозите за правната држава ќе разговараме подоцна, бидејќи имавте многу конфликти условно со правната држава, меѓутоа за тоа Јас никогаш не сум имал конфликти со правната држава. Вака да ви кажам, во мојата кариера јас сум потпишал преку 1 милијарда евра. Јас ни една прекршечна пријава немам. До овие политички пресметки кои се случија пред промената на уставното име. Ајде да го затвориме тогаш тоа прашање. Колку вкупно кривични обвиненија имавте, бидејќи дел застарија, благодарение на ништо не застарело, тоа не е точно. Не е точно, добро. Овие што најмногу кукаат и го плюкаат тој закон, на нив им застарија. Кај мене ништо не застарело и јас правдата си ја докажувам на суд. Мислам дека на 15 март треба повторно да се појавите, и тоа е еден од последниот предмет во серијалот кој што беше. Нема серијал, тоа е единствен предмет. Нема серијали. А зошто сметате дека е одмазда или освета? Заради противењето на Преспанскиот, заради тоа што бевте активен во протестите? Да. И што најинтересно, имаме сведок кој што присуствувал на сите тие договори за подготовките за моето апсење и кој е подготвен дури да дојде да даде исказ на суд и така натаму, па со пораки.
Добро, сега Но тоа не е битно за во оваа кампања работа, и не се однесува на ова. Една од тезите беше може ли некој да ја наруши доминацијата со смената во Вила Водно на кандидатите на двете водечки партии. Вашата номинација предизвика отворен конфликт и отворена војна која што еве се уште трае, особено и во дел од јавни изјави преку медиумите, но најмногу на социјалните медиуми со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Зошто? До тоа ниво и на таков начин комуникација со човек кој што до неодамна, условно тоа неодамна, кој што еве предходно ви бил коалициски партнер? Прво, јас не знам зошто имаше потреба да дава такви изјави со навреди кон мене и кон господјата Ванковска. Тој очигледно брзал за да ги собере подписите, за да може да дава такви небулозни изјави карактеристични за лузер, за губитник, кој што си бара алиби доколку ги изгуби изборите. Ево јас имам отворено прашање. 2019 кој сметаше на господјата Гордана Силјановска да победи на председателските избори, кои што се случија веднаш по промената на уставното име и по подпишувањето на договор за добро соседство со Бугарија. По добро време за победа на опозиција, здрави. И дури тогаш таа имаше поддршка од мене и од мојата партија. Затоа ве прашав што се смени, бидејќи сега изјавата е нивната улога, тука се мисли на вас и Ванковска. Ванковска ќе биде гостин идната недела, па ќе си одговори. Нивната улога е да се обидат да го ослабат потенцијалот на Силјановска Давкова и во вториот круг ќе видиме дали ќе бидат опозиција, како што тврдат, или ќе бидат опозиција на опозицијата и ќе го поддржат Стево Пендаровски доколку се квалификува во вториот круг. Прво, такви дејанија на опозиција, господинот Мицковски направи 2021 година на локалните избори, кандидирајќи против кандидат на мене во општина Карпуш. Каде што се знаеше дека јас сум фаворит во тие избори. Која делеше тогаш опозицијата? Јас или тој? Натаму, која ситни опозицијата? Раскаран со Данела, раскаран со Груевски, раскаран со мене, со сите можни. Гледате дека во партијата сите оние кадри кои што навистина вредат се тргнати на страна и очигледно дека, еве, Вело Марковски му беше член на извршен комитет, не го спомнува. Вело Марковски беше еден од докторите кој што даде исклучителен придонес токму во време на короната криза. Тоа се прашање сега на партијата и одлука на господинот Вело Марковски сам да си оди. Одлука, да. А меѓутоа, значи, влегол во конфликти со него. Дел од структурите на ВМРО ДПМН не го поддржува тој кандидат. И гледате вие што се случува. Господјата Силјановска уште на првото интервју таа вели јас ќе водам собствена политика. Сега ќе води собствена политика, а се уште се свежи секавањата што се случува со господјата градоначелник на Скопје, токму поддржана од господинот Христијан Мицкоски, каде потоа се оградува од незе, се извинува на граѓанството. Дали тоа ќе се случи? Ќе треба се случи и со овој кандидат кој што вели однапред вели дека ќе биде председател кој што ќе води своја политика. Сега, председателскиот кандидат кој очигледно нема доволно поддршка во неговата партија и јас не сум за тоа крив. Се прашували зошто толкова партија веќе два пати кандидира кандидат надвор од неговата партија? Кој му е досеткова партијата? И сега, на крајот на криштата, ние сме ја напуштиле коалицијата, јас веќе година и пол делувам самостојно и не знам зошто би требало јас да бидам асистент или резервно тркало на господинот Мицковски, а се поставува прашање, а зошто тој не ме поддржи мене? Зошто ВМРО да мене не ме поддржат? Јас гарантирам победа на овие избори, доколку се обединавме изборите, ние обавезно ќе победиме. Јас тоа ве прашувам каде се раздруживте, затоа што внимателно читајќи ги сите ставови, го споменавте Груевски и Вечерва, внимателно читајќи ги сите пореки кои што си ги разменивте овој период, гледам дека со многу поголема почит зборувате за Груевски и сета негова оставштина што ја остави во Македонија, па вклучително со неговото бегство, отколку за Груевски знаеше за обединува, овој човек разединува, што
И него му е криво што не знае, ем разединува, ем потоа има каков проблем. А навистина и чудно уште една работа, ние сме таму вкупно 7 кандидати. Интересно, тој искоментира 20 кандидати. Тој останатите кандидати зашто ги смета за своје резервно тркало? Интересно беше неговиот коментар. Што ќе биде ваш приоритет? Има многу приоритети. Јас мислам дека треба да останеме посветени на европскиот пат, на евроатлантските интеграции. Меѓутоа, со јасен став на Република Македонија, до кога Македонија е спремна да чека во предворјето на Европската Унија. Ние треба да одредиме датум до кој што ние се ќе сториме како држава, поготово во делот на реформите, во делот на економијата, на социјалната заштита, на екологијата, енергетиката и така натаму, во сите незини делови, во правниот, правосудниот систем, во функционирање на правната држава, во развијање на демократските процеси, сето тоа, значи, да водиме и да влечеме напред. Меѓутоа, како Турција, да чекаме бескрајно за влез во Европската Унија, мислам дека тоа треба да кажеме до кога ние сме подготвени да чекаме. Од тогаш па натаму ние треба да бараме решенија за подигање на стандардот на граѓаните во Република Македонија. Спомнав пример како Турција, додека имаше премиери и председатели како Тургут Озел, како Тансу Чилер, како Месут Илмас и така натаму, и не дојде тај Ердоган и гледате што направи велесила од Турција. Во смисла на економска сила, во смисла на инвеститор надвор од државата, во смисла на воена сила, вие гледате кога ќе бидат присутни членките на НАТО, од левата страна е задолжително Турција, а од десната страна е Англија, значи трета сила во НАТО алијансата, што значи дека со доаѓањето на тај Ердоган Турција започна да остварува свој економски развој, и тој економски развој очигледно се гледа во еден голем бум и во еден голем напредок на таа земја. Мислам дека сега треба да го анализираме и политичкиот систем во Турција и како Ердоган ја смени својата моќ за да го претвори тоа во председателски систем, во на она што многумина го нарекуваат ердоганизам, колку тоа има всушност врска со македонските прилики. Ние остануваме посветени на европскиот пат и толку. До кога? До кога? Ностоп ќе се измислуваат разноразни одговори дека ние ги исполнуваме условите, ама сега имаме небулозни прашања во делот на тоа. Дали сме биле нација од 44-та или сме биле пред 44-та? Дали нашиот јазик бил наречи, нечија наречи или бил собствен јазик? Па тоа не ли се смешни работи? Да измислувате на Албанија дека уапсиле еден градоначелник осомничен за криминал по потекло Грк и за тоа да ставите вето на Албанија. И тоа е друштвото на кое што ние треба да кажеме вау. Што треба да кажеме? Што треба да кажеме? Дека до одреден временски период сме подготвени да чекаме, натаму ние ќе бараме решенија за подигање на животниот стандард на граѓаните, за зголемување на инвестиции, за донесување на инвеститори во оваа држава, но за тоа време ние треба да се подготвиме и да подготвиме многу проекти, многу инвестициони проекти, и ние во Македонија сакаме да се возиме со 300 км на сат. И ние сакаме да бидеме енергетски независни. И ние во Македонија сакаме да имаме болници како што имаат сите во светот. Ами сега се е поврзано. Планот за раст е поврзан со реформи. Дел од тие реформи се веќе напишани од актуелнава влада и испратени во форма на патокази до Брисел. Меѓутоа една гарнитура вели ние ќе кажеме не, ќе преговараме, репреговараме за францускиот предлог, односно тоа е веќе официјалната преговарачка рамка. Други велат ние ќе настојуваме да се спроведат уставните измени, кој ќе биде вашиот концепт, а да не биде одговорот почекајте да ја допишам програмата. Не, да почекат. Значи, јас сум апсолутно против француско-бугарскиот договор. Тоа е една голема замка во која што ние
кој ќе ја голтнеме најголемата жаба, а тоа е промена на уставот и внесување на бугарите во уставот, следува новите прашања за тоа да признаеме дека од 44-та сме нација, да признаеме дека македонскиот јазик е бугарско наречие, дека имаме заедничка, односно најмала рака споделена историја, да признаеме дека најголем дел од револуционерите од нашата историја се пород бугари, вклучувајќи го и иконата на македонското револуционерно движење. Што ќе значи тоа во практични чекори? Она што е до сега, формално правно, значи завршена таа прва фаза и сега се чека потегот на Македонија да ја донесе одлуката, односно да ги направи уставните измени за да продолжи понатаму. Што доколку Стефче Јакимов ќе биде председател? Која ќе биде неговата прва порака кога еве ќе отиде во Брисел или кога ќе седне дома да се договора со политичките партии кои ќе бидат дел од новиот парламентарен состав? Тоа ќе биде мојата порака, дека не сме подготвени 100 години да чекаме во предворието на Европската Унија и дека не сме подготвени... Ќе ви кажат, не чекате, од вас зависи, сменете го устав. Не, од вас зависи, затоа што вие вакви услови не поставивте ниту на Хрватска, а има спорови, се уште има спор со Словенија, не сте поставиле ни на една друга држава, например, на Чешка со Германија, на Полска со Германија, на Франција со Германија и така натаму. Ова се однесува само за Република Македонија и треба да се најдат начин како тие ќе го разрешат овој проблем и како некој ќе оди да пие кафе кога ќе се одлучува за отварање на преговорите на Република Македонија, а што се однесува до историчарите, нека се продолжат да си разговараат, да преговараат, да изнесуваат факти, да читаат факти и така натаму. Вистини, дали е вистината на наша страна, не е на наша страна, тоа нека си го работат историчарите. Тука има две точки. Првата е репреговарање или промена на преговарачката рамка и второ, таа директно го засега и договорот за добрососедство со Бугарија. Стоп за двете или? По мене стоп за двете. По мене е стоп за двете. Не може тие да начекаат една влада во која што тоа ќе најдат со 61 пратеник, ќе усвојат одреден договор. Таа работа мора да дојде со широк општествен консензус. Еве гледате до кај дојдовме со тоа што буквално насилно се донесе во парламентот со 61 глас и ајде се што не ги изгласавме уставните промени. Што не одиме чекор натаму. За таа работа мора да има широк општествен консензус и мора да се елиминираат сите потенцијални замки за граѓаните на Република Македонија во тој договор, затоа што ние мора да знаеме дека тоа што ние сега ќе го подпишеме, тоа што ние сега ќе го прифатиме, за навек тоа така ќе остане и нема никакви промени. Велат председателот треба да биде оној кој што ќе ги обединува различните ставови, различните позиции. Тие различни позиции тука се разделуваат и по етничка линија. И како сега со ваков став ќе ги обедините сите различни позиции, кога ако по партија се набројуваат, особено кога ќе се додадат и партиите на македонските албанци, преовладува оној друг став за, односно промена на устав. Па јас не гледам дека многу партии се разликуваме во овој став. На едната страна се, како што ги рековте, партиите од Албанскиот блок и Социјалдемократскиот сојуз, на другава страна сме сите останати кои се противиме на таквото решавање на измислениот спор со Бугарија. Значи, ние апсолутно тоа прашање, ако кажуваме дека сите сме освен една партија за членство во Европска унија, меѓутоа ние не можеме тој наш пат кој што одиме кон Европската унија да биде крајно понижувачки. И како што велат со свитка на кичма да влегуваме во Европската унија, тоа е апсолутно недозволиво и јас отворено ќе кажам дека во светот подигање на животен стандард, подобри услови на живот нема само во Европската унија, има сегде светот. Европска унија да, меѓутоа ние не може да дозволиме заради членството во Европска унија да правиме толку големи жртви. Јас сум за членство во НАТО, меѓутоа сметам дека голема жртва дадовме со тоа што го сменивме уставното име и ние и да не го сменивме уставното име, бидејќи се подготвуваше оваа војна што случува денеска во Украина, ние ќе бевме и така внесени во НАТО. А нема да ја дадевме таа жртва, само треба малце повеќе да издржиме и ништо повеќе.
сега, клучно е прашање на председателот, се времето работи за нас, а никогаш не работи. Се извинувам. Клучно прашање е председателот на државата колка му е точката на топење? И колку се надлежностите, колку му е моќ? Па и колку се надлежностите, меѓутоа председателот на државата е тој кој што ја информира јавноста, отвара прашања битни за државата. Како мислите вие додите во таков процес во кој што ви се противи председателот на државата и во кој што јас и на лидерската средба која бевме го отвори и тогаш бугарското прашање. Викам, луѓе, ако добиеме одговор на овие три прашања, сме нација од 44-та или не сме, имаме споделена или иста историја со бугарите или немаме, македонскиот јазик е наречен на бугарскиот или е посебен јазик, ние немаме проблем да го решиме овој проблем. Сите ќутат. Како ќе одиме понатаму во овој процес? Прашањето со јазик е решено, голем дел од историските прашања се... тука беше и премиерот и председателот на собранието, сите големи, господин Али Ахмети и така натаму, одговор на тоа прашање не е. Добре, прашањето со јазикот е решено. Голем дел од историските прашања се на паритетна основа. Ако се договорат комисиите, нешто ќе се смени. Ако нема да се договорат, нема ништо да се смени. Каде е опасноста? Каде е ризикот? Па еве го ризикот. Зошто? А добро, како никој не спомнува тоа што ние ги викавме фашисти, веќе не... Тоа си го ставија така, тоа е најнормално. Не се веќе фашисти, не се нацисти. Ние сме биле со Хитлер или бугарите биле со Хитлер. Тие ги собрале евреите во тутунски комбинати и ги испратиле за Треблинка или ние сме ги испратиле? Сега, тоа крупно прашање... факти кои што Бугарија никогаш нема да може да ги смени. Од нив да брусиме и споменици, све и да не ги... А тоа не е крупна остапка. Луѓе се убивани, луѓе со бајонети се колени овде. И ние поминуваме преку тоа добро, во интерес на добро соседството, на помирување и така натаму. Тоа не е ли крупна остапка од Република? Воопшто не ја спомнуваат како воопште да не се случила. Нема што така. Ние веќе сме направиле остапка. Следна работа. Гледате колку некоректно од нивна страна. Ние сега скоро се пушташе патот према граница, према Деве Бајре. Од таа страна немаат 1 микрон мрднато. А што е договорот? Како е договорот? Понуди ли Бугарија да биде мајка на Македонската православна црква? Го исполни ветувањето, видовме како е мајка. Таа е малку поинаква приказна. Поинаква приказна и на крај се случи да го решиме тоа прашање со србите. Значи ни таа работа не е исполнија. За жал и Бугарија држава која што си ја слави Сан Стефанска Бугарија. Што значи прославата Сан Стефанска Бугарија? Тие ќе се откажат ли од некои навики? Бевте поканети на прием? Се повикуваат на уставот дека ниедна друга нација не е призната кај нив, не може да ги признаат ни македонци, и тоа треба да го голтнем, и тоа е колку пресуди имаме ние на меѓународните судови за таа работа. И ние не можеме све да оди тоа во краен дисбаланс. Само затоа што се тие членки на Европската Унија. Па сега Европската Унија мора да види кои прави проблеми. И по мене ние тука имаме чиста позиција. Не, проблемот е како ќе се реализира, бидејќи тоа предпоставува повторно конфликт со Бугарија, а ние не можеме да очекуваме дека сите овие оправдани или неоправдани стравови и реално во суштина големи историски фрустрации кои што ги има соседна Бугарија, да ги сменим. Тоа веројатно ќе продолжи да постои и ќе треба да го најдеме вистинскиот баланс, или постојано ќе тонеме во оваа иста дебата. Да не се обвинуваме и да не се посипуваме себе со пепел. Не се посипуваме себе. Ова е дел од битката внатре во Европскиот парламент, затоа што французите се плашат дека како резултат на јаките економски врски на сите земји од Балканот, дека со нивното влегување во Балканот сите ќе бидат прогермански ориентирани и дека тоа Германија во тој случај би ги зајакнала своите позиции во Европскиот парламент, а како резултат на тоа и во Европската комисија. Да не заборавиме, имаше и многу полоши предлози од францускиот кој што е сега преговарачка рамка, ама имаше и полоши. Да не се лажеме, тој не е француски предлог. Каков е тој предлог кој што французите го пуштија, отиде во бугарскиот парламент, го изменија, го изгласаа, па не го пуштија нас. И како е сега француски предлог? Сега е преговарачка рамка. Не, тој си е бугарско-француски предлог. Преговарачка само рамка е официјална. Само трикот ни го направија заедно за да можат
Бугарите, французите дадоа нешто да замајуваат јавност, па дотиде кај бугарите, го сменили во парламентот, додадоа ли работи? И потоа ни го пратија нас, како е тој француски предлог. Така или не е така? Јас само зборувам со факти, ништо повеќе. Сега е преговарачка рамка и идниот председател Стефчо Екировски ќе треба на Брисел да му каже не за оваа преговарачка рамка. Да. А зошто да не кажеме? Како може председателот на Република Македонија да се сложи на Македонија да се измислуваат небулози како критериуми за отпочнување на преговори, а во исто време се отвара преговори за Молдавија и се отвара преговори за Украина. Пасте, Украина која што нема дефинирана граница, која што е во војна, во кој што се нарушени демократските процеси, во кој што се убиваат попови, во кој што се затвараат цркви, во кој што се затвараат и се убиваат опозиционери, во кој што државата е задужена за 60 наредни генерации, во кој што цвета криминал. Таа земја се отвараат преговори. Збориме објективно. И ние отвараме преговори со све руски тенкови. И во исто време отвараме преговори за Молдавија, во кое што го имаме делот кај што се ујгурите, Приднестровле, во кое што имаме 170.000 жители, се наоѓа најголемата база руска во тој дел и отвараме преговори, значи на непријателот, отвараме преговори со нив и сега гледаме тие истите барат помош од Русија. Значи ние отвараме преговори со земји кои што внесуваат проблеми во Европската унија. Што проблем Македонија ќе внесе на Европската унија? И за тоа ние не треба, тоа нашиот председател го отчуте, тоа го отчутевме сите ние, како можеме тоа да го отчутиме? Во интерес на што? Ќе бидете малку контрадикторен, Зашто сум од една контрадикторен? страна го поддржувате членството во НАТО, Па како не го поддржувам? Зашто да ќе не треба го да подпишете и помош за Украина, од друга страна на Ама вашите потенцијални партнери ќе им ги кажете овие аргументи. Не ги заменувајте тезите. Една е помош за Украина и треба да се даде, зашто Украина нас ни даде помош 2001 година, а Русија не ни даде. Украина ни даде. Тоа не го забораваме. Едно е помошта. Збориме сега објективно. Таа земја, значи, со отварање на преговори на Украина и на Молдавија, све што сме учеле за Европска унија не важи. Дали се дефинирани границите? Тоа ви е Па не го зборувам јас, тоа го зборат европските званични дипломатите, сите го зборат. Сопствените критериуми. И ако сте за, како што рековте, поддршка на НАТО, тогаш останува на ниво на политички фолклор, ништо од слоганот никога Северна, само Македонија. За жал ВМРО ДПМН падна на првиот колоквиум и тоа во техничка влада. Сметате дека се уште е можно да се каже никога Северна, само Македонија? Не мислам тоа јас. Тоа Христијан Мицковски ВМРО ДПМН го пропагира. Кој викаше дека ќе го врати уставното име? Јас тврдам дека уставното име не можеме да го вратиме, бидејќи е потпишан меѓународен договор кој е депониран во Обединети нации. Таа работа е завршена. Впрочем, и министерот за внатрешни работи на ВМРО ДПМН тоа го кажува. А вие го гледате тој клип каде што Христијан скандира никогаш Северна, само Македонија. Кој овде ги лаже луѓето? Јас или тој? Што се однесува до членството во НАТО, гарант за постоење на Македонија беше Југославија. Која нема Југославија, гарант за постоење на Македонија е Америка. И таа работа ние високо ја цениме и ја респектираме. Како сакате вие кажете, во Бугарија има огромен проруски сентимент. И не да Боже во поинаква констелација на силите, тамо се што може да се случи. И во тие спорови и прашања меѓу Бугарија и Македонија, ако ги прашувате русите, веројатно тие ќе бидат наклонети кон бугарската политика. Тектонски промени, така што не се знае што ќе се случи ни со НАТО, ако после 5 ноември годинава, односно од 14 јануари 2025, кога е, мислам, датумот на официјалното примопредавање, повторно Трамп ја презеде власта, имајќи ги пред се тука, мислам, на последните негови изјави за НАТО. Ако не си плаќате, член 5, една земја нападната, сите нападнати, не баш. Па добро, гледаме ние диаметрално спротивни ставови од официјалната американска политика. Тој вели, значи официјалната американска политика и на НАТО е поддржување на украинците и продолжување на војната до конечна победа на Украина.
Тој вели војната треба веднаш да се запре. Следна работа, гледам нон-стоп критики од страна на Европската комисија кон Виктор Орбан и кон Унгарија. Тој вика, Виктор Орбан, добар дечко. Паметен. Значи, ние имаме диаметрално спротивни ставови во тој дел и јас мислам дека во делови господинот Трамп е во право. Зошто? Што испадна сега? Најмоćната алијанса испадна нема гранати. Нема доволно тенкови, нема доволно топови, нема доволно цевки да ги замени топовите. Цела НАТО алијанса може вкупно да произведе 200.000 гранати месечно, а Русија троши дневно 60.000 гранати. Зашто зборуваме? Тоа што го зборува, тоа е во право. Ако не ги зголемат војните трошоци, тие не се способни да се евентуално на руска агресија да земите членки на НАТО во Европа да одговорат. И тоа е сега факт. Тоа се факти. Значи, европската економија... Да не одиме сега до таму, бидејќи ќе треба да ја отвориме и да ве подсетам и на изјавата на лидерот во Конгресот, поранешниот Мич Маконел, кој што денеска му даде отворена поддршка на вчера на Трамп. Меѓутоа, една од неговите изјави беше: а зошто да не ја поддржиме ние војната помош кон Украина, бидејќи на таков начин ние се ја обновуваме сопствената војна индустрија. Друго е прашањето, значи прашањето е што европските држави се комплетно ориентирани на мирнодопска економија и многу тешко можат да се преориентираат на воена економија. И сега не можат да произведат оружје. Сите земји членки на НАТО не можат да произведат оружје, резервни делови, замена на тие истрошени ремонтни заводи немаат доволно, значи се во големи безбедносни проблеми. Да, па констатиравме дека тектонски пореметувања се заложба да се зголемат воени трошоци се потполно оправдани. Тоа значи за да НАТО, членките на НАТО алијансата бидат на таква подготвеност за да можат да се спротивстават на евентуална руска агресија, значи мора да извојат многу повеќе средства за таа работа. Што е за вас храбар председател? Храбар председател за мене е кој што нема да мисли дали ќе освојува втор мандат уште од првиот ден кога ќе седне во председателската резиденција, и кој што ќе носи одлуки и кој што ќе покренува прашања кои што нема да бидат популарни, можеби и за него, можеби воопшто, но ќе бидат битни за државата и корисни за граѓаните. Можеби јавноста ќе биде против една таква одлука и така натаму, но битно е председателот секогаш да носи вистински одлуки, праведни одлуки, да бидат во интерес на граѓаните. Па дури во истиот момент, ако тие граѓанството не ги поддржува, да не води сметка за својот рейтинг, туку да води сметка за државата. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со оној дел кој што вообичаено се сместува под оние политички одредници да го подобриме животниот стандард или, што некои велат, да ја донесеме Европа дома. Начавте и на почетокот дел од прашањата: подобар живот, подобар стандард, подобро здравство, подобро образование. Се тоа прашања со кои председателот, според неговите уставно многу ограничени ингеренции, нема многу допир. Точно. Ама на председателот битно му е во каква болница ќе отиде и тој, заедно со неговото семејство. На председателот битно му е како неговите роднини, пријатели, како граѓанството му живее. На председателот му е битно дали и натаму над 700 луѓе ќе седат врзани за кревет, а имаме само еден геријатриски центар, или ќе правиме геријатриски центри, старечки домови. Дали ми разбирате? На председателот му е битно дали ќе образуваме кадар кој што ќе треба да ја подига и да развива Германија или ќе потреба да ја подига Република Македонија. Нема надлежности, може да држи пресконференции, да алармира, да подсетува, тој не влијае на буџетот, нема право да поднесе амандмани на буџетот, тоа е се оставено на политичките партии. Се е тоа така. Ама ако, например, председателот излезе и каже: сега ви притреба да градите коридор и да дадете 1,5 милиарда за НХ Бехтел, ќе го направите клиничкиот центар и ќе направите уште 20 општи болници низ Македонија по светски стандарди.
Тоа е попотребно за граѓаните на Република Македонија. Зошто Дебар да нема компјутер, да нема магнет? Зошто таму да нема радиолог? Зошто таму да нема хирурзи? Пример го зимам. Зошто да не тоа што ни е најбитно во Република Македонија да го имаме? Еднаш нема да потпишете, вториот пат морате. Добро, ама сато јавноста ќе знае дали таа влада работи според приоритети што и се потребни на граѓаните или исполнува некои други агенди за кои што граѓанството не се слага. Сега, до таму до кај што сме тргнале, не стигаме. Ама во какви услови се лечиме? Во ред ли е не практикант, него специјализант да има 26.000 денари плата? Лице кое оди на специализација, лекар, поготоа ако е приватна специализација, 6 години треба да живее со 26.000 денари. Тоа е во ред? Така ќе ни останат специјалистите? Во ред ли е специализант во државна клиника да има 4.000 денари поголема плата од медицинска сестра? Па ние тие кадри треба да ги задржаме. Тоа е битен дел од општеството. Какво ни е образованието? Ова се суштински прашања, но се прашања кои што ќе треба да се одговараат не во делот од 4 април кога почнува претседателската кампања, туку во оној дел кој што почнува од 18 април кога почнува кампањата за парламентарни избори. Апсолутно. Моето прашање беше што може претседател да направи, бидејќи се согласивме дека ингеренциите се тие. Да одржи пресконференција, да не потпише еден закон, еднаш, два пати, еднаш не го потпишува, на второ гласање Со какво задоволство ќе бидеш председател на една држава во која што најатрактивниот или најдобро рангираниот универзитет е над 2000-то место? Имаме ли ние пат во образованието? Немаш образование, ќе немаме држава. Уште малку што останавме тие кадри што се школувани од времето на Тито. И што може да направите? Ке инициирате формирање на национална стратегија. Па ние знаете колку им такви стратегии имаме. Мора да се направи, мора тоа обединување да го направиме ние околу претседателот и влади кои што ќе се обединат на тоа се крупните прашања по кои што треба да се ние да ги кршиме копијата и да направиме стратегија. Ајде да ве прашам сега, на што личи ова? ВМРО СДСМ се противи на инвестиции во рударството, сеќавате 2016 ги избркавме инвеститорите. Сега ВМРО ДПМН се противи на инвестициите во енергетиката. Секој ден ли доаѓаат инвеститори со по 500 милиона евра? Знаете ли тие инвеститори колку пари имаат потрошено да дојдат до оваа фаза пред потпишување на договори? Тоа се милиони потрошени. Сега кој ќе ги избркаме, нивните амбасадори, наследните инвеститори кои ќе сакат да дојдат во Македонија, што ќе им кажат? Продолжете или ќе речат земете си го првиот утрински авион и вратете се надвор. Па ние мора да се договориме како ќе се однесуваме кон странските инвеститори. Па мора да најдеме консензус, мора да најдеме заеднички тела и власт и опозиција на кој што ќе се посветиме на тие инвестиции. Тоа е битно прашање за државата. Зошто да носиме за некои специјални закони ако веќе имаме еден закон за финансирање на странски инвеститори? Самото ставање на одредени фирми во па добро прашање специјални закони веќе нуди веќе поставува некакви сомнежи. Добро прашање поставувате. А зашто тоа не го дефинираат двете крупни партии и не се дефинираат сите услови само кога зборуваме за енергетиката, кој ќе даде најдобри услови, најниска цена откупна за енергијата? Трошоците за балансирање да си паднат на инвеститорот, така натаму ние значи можеме да ги дефинираме условите. Кој ќе даде, ќе ги прифати тие услови, ќе ни даде најниска откупна цена на енергијата, тој нека си ја земе работата. А зашто не се договориме? Лично сметате дека се добри овие 3 посебни закони? Ја ништо не сметам. Ја само викам не смееме инвеститорите да ги донесеме пред потпишување на договори и после тоа да се побуни опозицијата и да ги откажуваме договорите. Тие мора да се договорат за вакви крупни работи заедно. Тоа е вистински однос и одговорност кон граѓанството и кон државата. Тамо наши луѓе ќе се вработуваат. Тие инвестиции нашиот GDP ќе го зголемат. Ние така не смееме да ги спуштиме. Сите тие работи требало претходно да се договорат и да се усогласат и со власт и со опозиција и да не јабе вакви циркузи. После 4 години, па ако биде СДСМ опозиција, исто така ќе истера некој инвеститор, тоа не е добро. Нам секоја година минимум од 400 до 600 милиона евра ни требаат инвестиции како резултат на платно-билансната неравнотежа што има Република Македонија. Ние имаме страшен трговски дефицит од 3,8 милиарди евра. Како мислиме тоа да го пегламе? Дел од девизните дознаки од странство, дел со директни странски инвестиции и дел со земање кредити од странство. Ќе имате
листи за пратеници? Секако. Во сите изборни единици? Во сите изборни единици. Бидејќи се ова теми за таа дебата во однос на третманот кон инвеститорите. Не се ова теми за тоа, значи председателот е битно да знае повеќе полиња од општествениот живот. И економија, и социјала, и енергетика, и политика, и геостратегија, и меѓународна политика, и домашна политика. Затоа велам дека искуството е многу битна работа. Сега, веројатно, многумина би ве прашале дали мораме да обезбедиме услови да бидеме отворени кон инвеститорите, кон сите и кон домашните и кон странските. И кон странските и кон домашните е истиот принцип што Стефче Јакимовски го има кон инвеститорите во алумина, кон инвеститорите сега на Палата или Кула Рубин веќе под тоа име почнуваат да се промовираат становите, односно од една страна зелен, од друга страна бетон Карпош. Не ви го разбирам прашањето. Дали е тоа дефиницијата за привлекување на инвеститори по секоја цена? А што е овде по секоја цена? Па, например, не придржување до основните принципи за, да кажеме, зелен Карпош. Ај вака да ја прашам. Може се? Еве, само овој дел да ви одговорам. Исчезнување, например, преубави графички прикази на објекти со тие така наречени зелени градини. Потоа тие зелени градини се претвараат во пластични жардинјери купени од пазар. И тоа не е случај само во општина Карпош и во многу други општини. Токму за да се обезбедат тие законски потребни 20% или колку се сега од зеленило, сите прават вертикални градини. После тоа со измени во тек на градба, тие вертикални градини никаде ги нема. И можеме и во вашата општина да најдеме многу такви згради и можеме една по една да ги наброиме во сите други скопски општини. Прво вака. Во Карпош се наоѓа новиот дел на паркот. Во Карпош се наоѓа зоолошката градина. Во Карпош се наоѓа... Јас зборувам за тоа што е изградено. Зборуваме ние за зеленило, рековте. Прво на тоа прашање да одговориме. Во Карпош се наоѓа целиот оној дел потегот по кракиот на реката Вардар, кој што јас прв го преуредив, за да може да го користат граѓаните на општина Карпош и на цело Скопје. Во Карпош се наоѓа целиот оној спортско-рекреативен дел од Александар Палас па горе до бунарите Лепрент Вардар. Во Карпош се наоѓа најголемиот дел од Водно, парчумата Водно. На ова кој ќе го иземеме делот на Злокукени и Бардовци, ние во Карпош имаме над 760.000 метри квадрати зеленило. Но имате во Карпош и правила. Кога нешто се гради, на колку изграден простор, колку станови треба да има, колку треба да има зеленило. Добро. Се идеме понатака. Ајде молам, кажете ми, од Рузвелтова, улица Рузвелтова, која граничи со општина Карпош, до Жена парк. Кажете ми, каде има квадрат зеленило? Па од Жена парк до Рампа, кажете ми, каде има квадрат зеленило? Кај се нанестали или како се викаше вертикалните градини? Каде исчезна од онаа преубава анимација? Не, сакам да кажам, се потенцира зеленило во општина во која што има најмногу зеленило. Не, јас го потенцирам во смисла во контекст на новите градби. Зошто го нема во контекст на новите градби? Тоа што е направено во поглед на одржување на паркот, на патеките и така натаму, тоа не може никој да го негира. Меѓутоа дека се бетонизира, Карпош се бетонизира. Карпош се избетонизира со 37 вкупно градби, додека сум бил јас градоначалник по високи од 3 ката. Знаете за тоа време колку се изградиле во аеродром? 120. До сега во аеродром преку 200 згради има изградено. Карпош се бетонизира, а аеродром не се бетонизира. Не е ли тоа смешно? Јас зборувам дека на 50... такви примери можеме во сите општини да најдеме. Ние зборуваме за згради, велам над 50 згради во центар. Колегите од работа кои што живеат кај универзална сала вика началниче, ти си грешка. 50 згради во моментот се градат кај универзална сала. Секоја над 6 ката. Игла немате кај да фрлите. Таков дел во Карпош нема. Имаме грешки во дел на улица Прашка, во Тарталиче, па и на Варшавска. Но ние се трудиме со новите урбанистички решенија да ги санираме тие проблеми.
Најголемиот проблем кај се јавува? Се јавува во делот на паркирањето. Но на тој дел ние имаме 220 слободни непродадени гаражни места во собственост на Импексел, кои по 5.500 евра една гаража и кој што најголем дел од граѓаните гледате не купуваат возилата, ги паркираат надвор и така натаму. Но со оној дел за што ги спомнувате тие градени и така натаму за Лумина, значи разговорот е да има едно ниво цело со 1000 паркинг места каде што ќе биде за јавен паркинг, каде што ние ќе можеме да ги решиме сите проблеми и на улица Прашка, и Настел, и од другата страна што е кај Сити Плаза, значи комплетно да ги разрешиме сите проблеми. И тие што не ги поставија вертикалните гради. Настел требаше да има вертикални гради. Немало нигде кај Настел вертикални гради. Тоа не е точно. Добро, може погрешна слика се гледа. А со средствата што ќе ги добиеме, Лептокарија ќе зарадиме 2 нивоа подземно паркирање, горе прекрасен проштат, комплетно реновирање на фасадите на Лептокарија, се што е по Партизанска ќе добие нови фасади, ќе земат 5-16 милиона евра, со тие пари ние нема да ги носиме. Дали верувате дека се што е изградено во Карпуш е направено со 25 милиона евра? Секоја коцка што е во Карпуш е ставена од мене. Таа што е велат бетонизација, го реновира и го изгради Карпуш. 10 училишта реновирани, 9 градинки реновирани, 54 фасади, 218 улици, 45 километра канализации. Тоа се парите кои што... Значи, да, така е, но така е затоа што тоа е единствениот извор на финансирање на општината. Односно, најголемиот извор на финансирање на општината се комуналите. Па ајде, ќе дадеме да градат, тука ќе избетонизираме, на друго, за да направиме училиште, да ги реновираме фасадите и така натаму. Прашањето беше на ниво на принципи, еве, бидејќи зборуваме за принципи во политиката. Којто е принцип да најавивте, не знам во меѓувреме дали и поднесовте тужба за градоначалникот на Ѓорче, па мислам дека имаше најава, кривична пријава се измени. Не, ни кривична. Јас многу почитувам Александар, такво нешто не сум кажал, него жалба тужба до Уставен суд. Да, до Уставен суд и за Ѓорче Петров и мислам сега сретнав некаде податок и за аеродром, во Ѓорче 18 катница. 20 катница, не ги намалувате. Додека колку? 20 катница. 20, добро. 3 ката помалку од ова сега... Повеќе, мислите? 3 ката повеќе од Кула Рубин на Русинска 1. Кој е принципот? Би го разбира прашањето. Значи вака, господин Христов, кога збориме за принципи, принципот го утврдува генералниот план и градот Скопје. И универзитетски професори и стручњаци инженери од тоа се вика Завод за просторно планирање или Агенција за просторно планирање. Тие утврдуваат на кој дел од Скопје што ќе се гради. Второ, принципот го утврдува Министерството за транспорт и врски со законски и подзаконски акти во кој што вели. Тој што гради индивидуално објект, должен сте да му дадете минимум 10 и 50 висина. Второ, тој што има над 1000 метри висина, вие сте должни да му дадете минимум 5+8 висина. Тоа се принципи. Ако има 5000, 7000, 10.000 метри квадратни, која висина треба да дадете? И тоа е донесено решение токму од тие коруптивни елементи да не се одлучуваат градоначалниците или службите во општината или некој друг, туку со закон утврдено кој колка висина може да добие. Тоа се принципите. А сега, ако вие ми кажете дека во моментот во Карпуш се градат 2 објекти, едниот се гради кај Макоил, преку Вардар, од левата обала на Вардар, и вториот започнува да се гради кај бензинската пумпа на Макпетрол. Тоа се 2 објекти. Што е со тој објект? Еве има многу прашања, а мислењето на конзерваторскиот центар наспроти населби кај што се градат 100 објекти. И ние сега зборуваме во Карпуш, се противиме и на градење на куќи, да не се носат планови, да не можат луѓето да доградат, да надградат. Јас претпоставувам колка плата вие може да имате. Вие може ли денеска да купите со вашата плата стан? Веќе Карпуш стигна 2300 евра квадрат. Кој може да купи стан? Знаете кој е одговорот
на тие противници, па не мора да живеат во Карпош, нека одат на друго место. Тоа јас треба да им го одговорам на моите граѓани. Не мора да живеете во Карпош, одете на друго. Кои се тие небулози? Ние ја разбравме пораката од граѓаните, значи треба да видиме, сакаме да работиме на десната обала на левата обала на Вардар. Зошто не се гласат планови, се противиме на планови на левата обала на Вардар? Зошто не се гласа за урбанистички планови? Кажете ми само накратко што ќе се случува со оглед за зградава кај на Русиска 1. Да се кандидираме на локални избори. Има многу прашања за ова, бидејќи ја во утринска програма тоа ќе им одговорам све. Што треба да се случува? Еве, да се задржиме на принципите, тука го имам одговорот ваш, многу извадоци еве од 19 декември 2023, кога објаснувате што се случувало за и околу Алумина и меѓу другото тука на неколку пати споменувате, бидејќи велите сега нели така диктира генералниот план, ама ова се условите од генералниот план. Добро, во тој генерален план има... Како ние? Не, таму за има... нас генералниот план е устав. Можеме да работиме, може ли некој да работи ван устав? Не може. Може ли председател на собранието да носи закони ван устав? Таа година дојде министерот, тој со име и преземе ни побара, плюс уште толку, да го смениме. Па го сменивме, го направивме. Па дојде другиот министер, пошто поинаку се договорил со инвеститорот и ние пак го сменивме. И ние како општина сме должни да им ги исполнуваме желбите на министрите. Па сега, со дел од тие министри сте биле коалициски партнери. Изборувавме за подобар живот за граѓаните. Како да стигнеме до тој подобар живот до граѓаните, кога постојано си ги префрлуваме Не, ништо не префрлуваме. Јас многу добро памтам што сум кажал и за што сум се залагал. Во сите мои програми поранешни било приоритет да се тргне фабрика пластика, тоа е денешна Сити Плаза, и да се тргне фабрика алумина. И на топлификација да се старат филтри или да се превентира на газ. Таа е превентира на газ. Алумина ќе се дислоцира со тоа што во генералниот план е ставено дека таму ќе биде домување. Сега, интересно е што токму тие представниците на ВМРО ДПМН го напаѓаат сега тој план и го викаат налудничава идеја на градоначалникот, а претходно 3 плана се гласани кои што се поддржани токму од министри на ВМРО ДПМН. Јас, ајде да бидам јасен. Ама сете дека што има домување, има една вика, да, тука може ова е А2, ама може до 30% да биде Б1, Б2, Б3, Б1, Б2, Б3, тоа е групата. Се не сте навлезени добро во тие работи. Па не сум до толку, ама основите ги знам дека на секој урбанистички план е тоа, ако е само домување, до 30% категорија Б, знаете сега и вие, многу подобро од мене, што значи категорија Б, деловен објект. И сега од тие 100%, 30% пак ќе завршат деловен објект. Зашто ја спомнувате алумина? Прашав затоа што таа е според вашите одговори е најспецифичен пример за тоа како немавме систем. А зашто не го спомнете Гранит? Јас буткам план и за Гранит, градежно предпријатие Гранит, овде во ваша непосредна близина. Автокуќа механика. Ти се најспецифични примери кои што излегна до сега. Јас немам никој. Јас ви реков спремен сум во дебата со градоначалници да повикам и од центар и од аеродром. Проблемот таму е уште поголем. Христоф, се јавивме во вашава куќа да кажеме дека правиме план за вашиот дел, за да... Јас нити знам за овој дел. Вие не знаете, ама таму кај што треба сме се јавиле. Вие не реагиравте. Никако. Ама каква врска има тоа сега со ова емисија? Потоа, откако заврши анкета, заврши све, има реакција од кај вас, ние уште еднаш го ставаме во анкета. Ние секаде се трудиме да ги исполниме барањата на собствениците на земјиштата. И се пак ќе прашам, зошто нема проблеми никакво јавност ургула за Гранит? Ајде за Гранит исто тераме план. Ама јас во еден момент не исцитирав мои ставови, туку исцитирав ставови на опозиција, ставови на независни за Карпош, ставови на ОДВА иницијатива, па дури и ставови на ВМРО ДПМН, бидејќи јас сум на крајот на криштата жител на центар и ви реков дека подготвил сум на оваа дебата со градоначалници од други емисии. Ова беше на ниво на принципи. Како да дојдеме до тоа?
едно ниво на квалитет на живот. На ниво на непринципиелност, бидејќи во зависност од тоа дали се со мене или се против мене, урбанистичките планови се можност за политичка пресметка и обид за евентуална моја дискредитација. Ниеден од тие нити повеќе знае во делот на локална самоуправа, нити може да предложи повеќе проекти, нити да реализира повеќе проекти, нити пак да прибере повеќе средства во буџетот на општина Карпуш. Општина Карпуш денеска е општина со највисок процент на наплата на данок. Општина Карпуш е општина која што најбрзо ги санира своите долгови. Ние имаме градоначалници кои што имале 3,5 милиона евра на сметка, а јас имам 5,5 милиона евра ми била блокирана сметката, за 14 месеца се е тоа деблокирано и ние сме општина со најдобра наплата на данок. Тие не можат во тој дел да се надпреваруваат со мене. Најлесен начин им е урбанистичките планови. Ама сега во Ѓорче претходно изгласан план со 54 згради, нема проблем. Сега изгласан со 32 згради плюс 3 фабрики овие хемиски, а знаете ли дека значи иницијативата е на ниво на принципите за кои што и јас ги потегна во ова сепак јас се држам до принципи. Уште една пауза за реклама. При крај сме и собирањето потписи покажа една реалност дека сепак колку сите да се повикуваат на граѓанската поддршка без партиски грб, тешко се стига до овој цензус од 10.000 потписи. Вие велите немам скриена агенда, имам вистински идеи, нема лаги, не сум бил, нема да бидам марионета. Што реално очекувате на изборите? Знаете што? Не знам, многу нема порака во која не го споменувате овој збор и очигледно многу ви има погодено оценката од Мицковски, но тоа ќе си го расчистите меѓу себе. Собирањето на потписите. Мојата партија има некаде околу 3.500 членови. До 11.000 се граѓани. Јас се чувствувам како никогаш досега. Јас се кандидирам по 8 пат. Значи, 3 пати сум загубил избори, 4 пати сум победил, ова е 8 моје кандидирање. Јас никогаш поубаво не сум се чувствувал. Зошто? Немате поима колку граѓани, колку роднини, колку пријатели, колку поранешни функционери, банкари, спортисти, професори универзитетски, доктори, министри поранешни ми се јавиле сами каде треба да одиме да потпишеме. Или јас веќе потпишав со моето семејство. Вие видовте негде јас да давам објава да потпишуваат за мене, да повикувам. Имаше партија која што спроведе цела кампања со делење на флаери, 100.000 флаери поделија. Ние со ето тоа тивко го направивме со поддршка на граѓанството и тоа е многу битно. За разлика од двете партии каде што испрати СМС до секој свој член. Така? И од тие нивни членови со точна саатница кој кога иде да потпише, на едните излегува 20, на другите 20 и нешто. А до 60.000 значи ли тоа дека не ги поддржуваат нивните членови? Најголемата анкета ќе биде на 24 па на 8 мај и тука веќе има и политички игри и политичка математика со оглед на цензусот. Јас се надевам дека ќе имаме дебати како што тоа е кај американските председатели и после секоја дебата веднаш има анкета, се мери кој како бил на дебата. Тоа ќе биде најздраво за општеството. Граѓаните да си одлучат кој треба да ги води наредниве 5 години на највисоката државна функција и мислам дека кога ќе почнат дебатите ќе биде убаво да ги мериме тогаш ретинзите. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Тело.